Во време кога државата доживува долготрajna и мощна и сериозна политичка и севкупна криза и кога сите се повикуваат на интересот на граѓаните и на демократијата, партиските субјекти на локално ниво веќе ги креираат советничките листи и кругот на кандидати за градоначалници. Се разбира дека при тоа не се излегува од партиските кругови и не се оставаат можности во советничките клупи да седнат стручни, креативни и искусни кадри, туку послушници кои целиот мандат ќе го поминат само со кривање рака кога тоа е потребно, пресметувајќи ги попатно заработката и остварените бенефиции. За да не биде така, можеби на крајот од мандатот ќе треба да се воведе отчети за советниците, за да им соопштат на граѓаните колку и што сработиле и зошто го земале месечниот паушал. Дека политиката станува се попривлечен бизнис во наши услови зборува огромниот интерес кај членовите на партиите за какви и да е функции, бидејќи во критериумите не се на прво место стручните и други квалитети и способности, туку партиската припадност. Дури и личната одговорност најчесто е зацкривана зад општата и партиската. Таквата практика беше присутна и во минатото, кога на голем број партици првото вработување им беше директорско, односно на раководна позиција, без какво и да е работно искуство, без познавање на работата и работните задачи, без докажани организацијски и менаџерски способности. Можеби затоа поедини јавни институции и предпријатија се такви какви што се. Проблемот и на државно и на локално ниво е што политичките услови се такви какви што се сведува во народната. Цивни се мурто да се качи курто и што поделбата на граѓаните и на политичарите не дава никаква друга можност. Работата е отидена до тому што способните и паметните велат што ќе ми е политика да ме боли глава, потпирајќи се на искуствата и 2,5 деценискиот плурализам во Македонија. Како и да е, во пресрет на локалните избори ќе се води досега на жестока битка за изборување место на советничката листа на партиите или коалициите, што ќе го направи мощно интересен предизборниот период. При тоа, како никогаш досега, партиските врхушки не водат сметка да стават квалитетни кандидати кои ќе им гарантираат предност кај граѓаните при нивното определување и гласање, затоа што минаа времињата кога власта лесно се освојуваше.